Да, се враќаме во студиото. Продолжуваме со темата која е многу актуелна. Сега се повеќе луѓе зборуваат за ова. Ми се чини дека не можете да седнете некаде во некој угостителски објект, во некоја кафули или во некој ресторан, а да не се збори за тоа, а тоа се криптовалутите. Луѓето се почесто инвестираат во оваа област која е прилично се уште сива, недефинирана, но која станува се повеќе мејнстрим во светот на бизнисот и во светот на инвестирањето. Тука го имаме нашиот експерт Дарко Симуновски, познат веќе на телевизија 24 на низините гледачи. Симуновски, добар ден. Како што ти ни кажа, се наоѓате на прекрасниот остров Тенерифе. Како е тамо? Одлично, сончево, како секогаш, полно со туристи, позитивно. Да, ова позади вас е за да објасниме на гледачите едно импровизирана позадина, едно импровизирано студио, бидејќи се наоѓате на остров, за да така да имаме еден добар разговор, така? Да. Кажете ни, Симуновски, прво прашање, што се случува со пазарот со криптовалути, бидејќи после еден пораст, после една прилично позитивна слика, сега имаме една повеќе месечна, јас би кажал, стагнација на пазарот. Имавме еден пат кој беше од оние најголеми пикови, најголеми врвови и сега тука негде да се движиме по една равна линија со некои мали, краткорочни варијации горе-долу, но отприлика тука сме. Зошто веќе подолго време, еве да речеме, или среднорочно, пазарот на криптовалути стагнира на некој начин? Да. Па видете, да бидеме реални, не само криптомаркетот, значи генерално сите маркети стагнираат. Во ова моментална ситуација, единствено што се движи нагоре е златото, значи комодитетите, нафтата, енергенсите. Во вакви ситуации на висока инфлација, на тензични ситуации, сите маркети можат да крашираат. Тоа се случувало претходно, тоа се случува и сега. Но меѓутоа, за разлика, криптото тука ќе биде еден, верувам дека ќе биде пократок овој краш. Во зависност како ќе се однесуваат многу работи сепак. Да, кои се причините? Можеме ли да ги анализираме причините, еве, конкретно за крипто пазарот, зошто стагнира? Секако, прва главна причина кај крипто маркетот што стагнира е континуираната инфлација. Тоа значи паѓањето на куповната моќ на повеќето на физичките лица и неможноста на луѓето да инвестираат. Во ситуации каде што се креваат цените, луѓето некојаш гледаат и да ги извадат. Тоа што некој што профитирал, што преходно вложил, сака да ги извади, затоа што едноставно на некој начин мислат дека ќе можат да се борат некако со ова инфлација, затоа што ова, верувајте, секаде се случува. Ова секако е инерцирано од корона кризата што беше, затоа што во текот на короната криза производството стагнираше, многу обрт на многу пари што преходно се случуваше, престана да се случува, и исто така имаше шок на синџиро на набавка и тоа придонесе. Исто така луѓето, се сеќаваме до пред година неодамна, значи како луди купува повеќе од колку што им треба, и тоа беше исто така дополнителен шок за сите маркети во цел свет. Тоа беше, да речем, првата причина зошто криптомаркетот не може да го продолжи континуирано тој раст што го имаше како all-time high, како највисоки бројки во ноември. Исто така, втора причина мора да се напомене, значи, паѓањето на берзите. Тоа се случувало и преходно. Сепак зборуваме, значи, за берзите, затоа што берзите секогаш на некој начин придонесуваат и иницираат пат или раст кај криптото. Затоа што и се уште има поврзаност меѓу нив, затоа што сепак има инвеститори што се и на двете страни.
Така да таа е едната работа, затоа што ние го имавме највисокиот пик на највисоко акциите кога беа. Тоа се случи до 2 јануари, после тоа имавме пад на акциите. И после тоа се случи исто така пад и на криптовалутите. Тоа е втората причина што се случува. Сега, и излеговме, сега се најдовме, уствари, сите ние, како општество во цел свет, се најдовме во една непријатна ситуација, тензична ситуација, што се случува во Украина. Тоа дефинитивно придонесува за било кој маркет, а вклучително и криптомаркетот. Затоа што генерално инвеститорите се плашат во едни такви несигурни ситуации. Сепак овде станува збор за најсилните земји во светот и се надевам дека ова нема да ескалира, затоа што, не дај Боже, ако нешто ова поескалира посериозно, тоа би било генерално шок за целиот свет, економски. Имаме ли... Да не зборувам за крипто, што е само еден мал маркет, што денес вреди помалку од 2 трилиони, 1,75 е денес. Да, имаме ли анализи во однос на криптомаркетот, како би се движела состојбата на еден, еве да речеме, краткорочен до среднорочен рок, независно еве од овие надворешни фактори кои влијаат во однос на самите финансиски показатели на пазарот, како би се движела ситуацијата? Има ли анализи? Да, има некои првични анализи на куќи што се занимаваат со тоа, значи како што се on-chain analysis, на ВУ, исто така месари се занимаваат, има и други такви слични финансиски куќи кои се занимаваат конкретно со трансакциите на блокчейнот и сето тоа што се случува во блокчейнот. Се приметува дека по-конкретно во крипто индустријата, да ја наречам, во криптомаркетот, се случува тоа што тие што се краткорочни инвеститори во криптомаркетот или што влегле во 2021, минатата година што влегле, обично се тие што главно излагаат. Затоа што, видете, ние сите што сме поискусни во криптомаркетот, ние сме видели многу поголеми падови од овој. Но меѓутоа, секогаш најдобрите трейдери и тогаш и сега беа храбри, затоа што реално зборниме, ова вие исто виде како попуст на кога идете на шопинг. Затоа што без разлика од кои ситуации се случува инерцирање, односно пад на берзите и на криптото конкретно, без разлика од што и да е, тие во еден даден момент ќе одат горе и ќе се вратат горе, затоа што како хедж фонд, кога инфлацијата оди расте без престан, дури во најразвиените земји, 7% имаме во Америка, официјално пријавено, чекаме во 10 март ќе има официјален извештај за февруари, се очекува дека може да порасне и повеќе, може да стигне до 11%, има такви анализи, овие се официјални анализи што ги зборувам, не се мои лични. Исто така Англија, да не зборуваме за држави каде што е многу полоша ситуацијата. Замислете на Турска со една така силна економија и она веќе поклекна, она се бори 2 години веќе со инфлацијата. Малку порано пред овој шок што се случува сега. Но меѓутоа генерално, многу е битно да се разбере дека сепак криптоиндустријата е пред почеток на светска адаптација, на светско прифаќање. Сепак треба време уште луѓето прво да разберат што е крипто. Затоа што имаме многу мал процент денес луѓе што инвестираат во крипто. Но меѓутоа не значи дека сите тие што инвестирале се едуцирани за крипто. А да не зборувам за многу луѓе што воопшто и немаат ни пробано, затоа што се уште сумничави, затоа што едноставно не го разбираат нештото. И со тек на време верувам дека како ќе се шири и ова едукацијата, нешто што и јас го правам лично и преку мојот вебсайт Токен Падок, значи едукацијата е клуч на секоја инвестиција. А по-конкретно сега за крипто индустријата, затоа што крипто светот сепак е нов вид на финанси и нов вид на технологија. И луѓето, сакале или не сакале, ова треба да го разберат, дека блокчейнот, децентрализираниот блокчейн, самиот како појава,
може и ќе токенизира се што постои како финансиска средство, како финансиско средство. Значи се токенизира. Јас лично пример, еве да речеме имате Paxos Gold. Јас злато што имам купено исклучиво е преку крипто Paxos Gold. Затоа што да се избегнат сите медиатори. Значи луѓето морат да разберат дека фиат валутите нема никаква основа од 71-а, од кога излеговме од златниот стандард. Едукацијата фали овде. Јас тоа мислам дека е исто многу битен фактор. Вие, Симуновски, спомнавте регулација и адаптација, тој се две работи во однос на криптовалутите кои нашто се спомнуваат. Добиваме различни вести, показатели од светот. Имаме земји како Ел Салвадор кои целосно ги не само легализираат, туку и ги прифатија во употреба криптовалутите. Имаме други пазари како рускиот, кинескиот, индискиот, па и Европската унија најавија некои рестрикции во однос на тргувањето и поседувањето на и производството на крипто. Како во кој правец мислите дека се движи оваа приказна? Дали одиме само кон регулација, каде што земјите ќе го регулираат? Можна ли една пошироко прифаќање, адаптација на употреба на криптовалутите, бидејќи добиваме различни мешани сигнали? Да. Видете, знаете, многу зависи во секој регион на светот. Имаме различна поставена геополитичка и економска ситуација. Кина, сите знаеме дека е таму буквално тоталитарен режим. Луѓето немаат никакви права, никој не ги праша луѓето дали сакаат крипто да користат. Едноставно владата сметаше дека нивната економија ќе се загрози со криптовалутите. Затоа што со тек на време луѓето како што се едуцираат, се повеќе влагаат и учествуваат во криптопазарот и го користат како секојдневие. Затоа што ги гледаат, ги согледуваат бенефицитите со тек на време. Затоа треба време луѓето да почнат да се едуцираат и да го согледаат тоа. Сега, имаме ситуација каде што во Америка криптовалутите се регулирани, се таксат, но меѓутоа, пример, DeFi платформите не се дозволени. Значи, дел од тоа не е дозволен. Имаме во Европа, моментално е најдобра ситуација во Европа, од, да речеме, западниот развиен свет. Моментално можем да речеме најдобра ситуацијата во Европската унија, во држави како Германија, како Латвија, Швајцарија, што не е во Европска унија, исто така има многу добри регулативи за криптото. Така да, значи, ова ќе оди постепено и различно во зависност на геополитичката ситуација на регионите. Затоа што сите имаат различна агенда на политика. Ел Салвадор го направи овој подвиг, затоа што председателот на Ел Салвадор е млад, енергичен човек, што навистина сака да им помогне на луѓето и на државата. Од срце сака човекот да помогне. Затоа тој направи престап економски во случај во очите на ММФ и го прифати биткоин и го адаптира како нивно платежно второ средство покрај доларот. И со тек на време тоа ќе се докаже како маестрален потек. Тоа историјата за тоа ќе зборува. Затоа што со тек на време, како што се случуваат вакви крашови, како што се случи во 2008 и како што можеби наидува уште еден таков краш, никој не може да знае со сигурност, но меѓутоа зависи ова од многу фактори. Али сепак ќе речам дека со тек на едукацијата луѓето ќе сватат дека најдобар хедж фонд против инфлација покрај златото како докажан хедж фонд, но повеќе ја би рекол златото е чувар на вашите средства, а криптото може да ви даде една одскочна даска да можете буквално да се борите понатака со инфлацијата, затоа што моментално како што се одвиваат работите се очекуваат уште поголеми инфлациони бројки. Да. Добро, Симуновски, ви благодарам за овој разговор. Мислам дека разјаснивме уште некои дилеми. Ми беше мило. Поздрав до публиката, до сите. Да. Со овој разговор го завршуваме и ова денешно студио. 10 на телевизија 24
Останете со добро здравје и со програмата на нашата телевизија.